Во студиото со вас Мирјана Давидовска. Добро утро и ви благодарам што не следите. Верниците од исламска вероисповед денеска го слават Рамазан Бајрам. Празникот почна со молитва пред изгресунце во сите верски објекти во Македонија. Празникот е неработен ден за сите граѓани во државата. Пораката од поглаварот на ИВЗ во Македонија со која го честита овој празник ја слушаме во продолжение. На овој голем празник Фитр Бајрам стоиме гордо пред всемочниот Аллах, надевајќи се на неговата милост и благослов. Денес ги очекуваме неговите безгранични награди за нашиот пост, за нашите искрени молитви, за нашите ибадети и за жртвите што ги направивме за време на месецот Рамазан. Фитр Бајрам е исто така ден на помирување и зближување. Тоа е ден кога треба да ги отвориме нашите срца, да си простиме еден на друг и да ги зацврстиме семејните и општествените врски. Посетите, честитките и насмевките што ги разменуваме денес се знак на убавите вредности што исламот ги негува меѓу нас. Да бидеме луѓе на мирот, правдата и солидарност во нашите семејства, во нашето општество и каде и да живееме. Имам посебна чест во името на Исламската верска заедница на Република Северна Македонија и во мое лично име да им ги пренесам најискрените честитки на сите верници во земјата и во диаспората. А илјадници верници утрово се собраи во големата џамија во Мека, Саудиска Арабија, за да го одбележат крајот на светиот месец Рамазан. Муслиманските верници во Ливан денеска го одбележуваат Рамазан Бајрам во атмосфера на зголемени тензии. И покрај војната состојба, верниците ги преполнија верските објекти во центарот на Бејрут. Овогодинешното празнување доаѓа во критичен момент за регионот. Судирите меѓу Израел и Хезболах ескалираа по избивнувањето на воениот конфликт на 28 февруари, кој почна по убиството на иранскиот врховен лидер Ајатолахот Али Хамнеи. Додека Хезболах продолжува со нападите врз Израел, израелските сили возвраќаат со воздушни удари врз јужен Либан и делови од главниот град Бејрут. А Министерството за внатрешни работи доцна синоќа извести дека е во тек акција под раководство на јавен обвинител на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поради сомневање за сторени кривични дела од коруптивна природа. Претходно дел од медиумите, повикувајќи се на извори од истрагата, објавија дека директор на државната институција е уапсен поради сомневање за примање на подкуп. Ненад Савески е новиот државен јавен обвинител кој вчера положи свечена заклетва во собранието. Савески потенцираше дека политичките интереси ниту му биле, нити ќе му бидат важни. Очекувал поголема поддршка од пратениците, но вели дека не чувствува притисок што беше избран со гласовите на владеачкото мнозинство. Го познавам обвинителскиот состав и верувам во истите и заедно со нив сигурен сум дека ќе ги задоволиме очекувањата на граѓаните во чие име, устав и закон постапуваме ние јавните обвинители. Ќе гарантирам транспарентноста и отчетноста за работата на секој јавен обвинител во секој конкретен предмет. Интересите на политичките партии не се предмет на мој интерес, ниту вчера, ниту денес, ниту во иднина. Секој предмет има еднакво значење. Нема да правам приоритети на предмети, се знае само кога има законски основ кои предмети имаат приоритет. Селекција не се прави на тој начин, ниту од кого би бил повикан како да постапам, напротив, има законски регулативи врз основа на кои што секој јавен обвинител постапува.
Зошто пропадни идејата за законски регулации за алка за насилници? Предлогот во собранието беше на партијата ЛДП. Станува збор за предлог текст за дополнување на законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејството, што повторпат неа добива поддршката на мнозинството пратеници во собранието. Што се предвидуваше со овие предлог измени, објаснува пратеничката Зајкова во тема на Денот на сител. Овие законски измени предвидуваат да покрај она времена мерка или привремена мерка која што се изрекува за забрана за приближување на сторителот до жртвата, која што гледаме дека често пати се прекршува, беше прекршена и во случајот со Росица, да има и електронски уред или GPS, тоа е алка што изгледа како саат од Малтана, која што ќе алармира на жртвата кога сторителот се наоѓа во нејзина непосредна близина. Потврдаме во неимплементацијата и непостапувањето и некажувањето на точно лицата кои што го заобиколиле, односно не постапиле согласно она што им е дадено како законска или подзаконска алатка. Наместо од март, како што беше предвидено, законот за заштита од пушење ќе стапи на сила најрано во мај. Државата и гостителите успеале да ги договорат измените. Министерот за здравство очекува со новите правила да го преполови бројот на пушачи. Министерот за здравство очекува за 3 години да биде преполовен бројот на пушачи во земјата. Азир Алиу сака да го постигнат овој процент за краток период, а законското решение кое треба да ги даде овие резултати се уште не го поминал ниту владиниот филтер. Законот за заштита од пушење треба да се најде на следната седница на влада, пошто ќе биде доставен до пратениците. Се надевам дека за 2-3 години исто така ќе имаме пресконференција за намалување на пушачите во државата од над 45%, да се надеваме дека еве таргетот да се стави под 20%. Наместо 3, новините предвидуваат 2 отворени страни на терасите за пушачи во кафеани и ресторани, со што им олеснуваат на околу 7.000 угостители во главниот град, од кои голем дел и поради архитектурата не можеле да го исполнат претходниот услов. Но затоа ќе треба да имаат посебни влезови. Со закон ќе мора да направат влез во самиот угостителски објект кој што е одвоен од просторот кај што се пуши. Фактички, идејата на законот е да ги штитиме сите граѓани кои што не пушат, а да им одредиме место на граѓаните кои што пушат, каде може тоа да се пуши. И со ова јас сум дефинитивно и како министер и како институција многу задоволни дека секој наш граѓанин кој што не консумира цигари може да влезе во секој угостителски објект без да има пристап до местото, до просторот кај што се пуши. По изјавата на министерот за здравство реагираа производители на тутун и тутунски производи при Стопанската комора, кои велат дека се разочарани од дополнетиот и изменет текст на предложеното законско решение. Според нив, предложените мерки нема да водат кон намалување на употребата на тутунски производи, туку ќе ја поттикнат сивата економија. Инаку, забраната за пушење во затворени простории за сите видови на цигари ќе стапи веднаш во сила по донесување на законот, кој според предвидувањата на здравствените власти ќе биде во мај. За останатите сегменти ќе има одредени периоди на прилагодување. Сања Димитровска, Сител телевизија. Следните вести се во 9 часот. Довидување.